Добар ден. Македонија на последните парламентарни избори гласаше за промени. Гласаше за правда, гласаше за правичност. Гласаше за систем во кој што сите ќе бидеме еднакви пред законот. Тие промени се случуваат независно од тоа што раководството на ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-ДПМНЕ до последен здив се обидуваат да ги спречат со единствена цел, токму тоа партиско раководство да не одговара за криминалите што ги имаат направено во еднодецениското владење. Разрешувањето на Марко Зврлевски го означува почетокот на реформите во судството, кои што ќе донесат правда и правичност за сите. Ова е прв чекор кон создавање на независен и професионален судски систем наспроти селективната правда и монтираните судски процеси што ги инсталираше раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Реформите во судството што се предвидени во акцијскиот план 369 ќе обезбедат правосуден систем кој ќе биде еднаков и правичен за сите. Македонија конечно повторно ќе застане во друштвото на демократските земји каде што владеат законите и правото. Нема повеќе сваровски судии. Нема веќе кривични процеси по нарачка. Нема веќе закани, нема веќе сеење страв. Во Македонија започнува да владее правдата. Во Македонија почнува процесот на враќање на правдата и правичноста, но и на одговорноста за секое сторено кривично дело, за секоја сторена неправда, за секоја сторена измама. Правдата е можеби бавна, но во Македонија пристигнува. Благодарам, повелете со прашање. Процесот за избор на нов републички јавен обвинител, нашата желба, нашата идеја како владеачко мнозинство е да биде процес во кој што ќе биде предизвик за целокупната правна фела во Република Македонија. Секој кој што ги исполнува условите, кој што смета дека е кадарен, кој што има способност, но пред се волја да ја врати правдата и конечно во Македонија сите да почнат да одговараат пред законите, е добре дојден во тој процес и има еднакви можности. Процедурата согласно законот би требало да започне онолку колку што знам, заради роковите кои што се таму предвидени, не верувам дека ќе успееме да ја завршиме пред локалните избори. Уште едно прашање, долго ми го дека започна процедурата, треба за еден од замениците да поминува Зврлевски, 8 се наложи и поранешниот министер за социјала и поранешен заменик министер на култура и скажено програми, кој биде притакнат за согласува да постулат на јавни обвинители министер. Ние како парламентарно мнозинство, како луѓе кои што добар дел од своите животи безпоштедно се трудевме да воспоставиме ред во и немешање во меѓусебните власти, ќе оставиме надлежните да определат кој ќе биде заменик кој што ќе обавува должноста републички јавен обвинител во периодот до неговиот повторен избор. Значи, совршено и релевантно моето или нашето мислење како политичка партија, бидејќи било какво мислење за било кој човек кој што исполнува такви услови, едноставно ќе биде кршење на принципите за кои што јас лично, политичката структура на која што припаѓам и раководството на Социјалдемократскиот сојуз се залагаме во изминатиот период. Впрочем, и граѓаните бараат конечно Македонија да владее правото. Може да го правим да објасните која е процедурата сега од кој ред ќе се бара заменик во републичкото, од каде се? Значи тоа се ингеренции на Советот за јавни обвинители, не би сакал имам во предвид дека секој збор кажан од луѓе кои што сме инволвирани во политиката може да влијае негативно, таму ќе се водат постапките, тоа се интерни постапки и не може да бидат предмет на анализа политичка на законодавната власт. Колку не чинеше разрешувањето на Зврлевски? Колку не чинеше разрешувањето на Зврлевски? 12 продолженија, вие како пратени предпоставам знаете просечно колку една седмица чини. Со сите тие платни трошоци со себе. Надвор од патните трошоци една седница чини 20.000 евра.
едно закажување или едно отварање на собранието. Мене ми е навистина жал, меѓутоа ми е јасно, јас не можам да помогнам на ВМРО-ДПМНЕ, дека во желбата да бидат народски кажано купи ден помини, спремни се да ги жртвуваат и народните пари и парите на граѓаните. Она што знам, структурата на владеачкото мнозинство со својата достоинственост, знаете колку провокации имаше во текот на постапката за разрешување, со својата упорност и доследност, одолеа на сите искушенија и конечно успеавме синонимот на неправдата и човекот заради кој што всушност, заради чие што неработење се основа специјалното јавно обвинителство, конечно да биде разрешен, се со цел конечно во Македонија јавниот обвинител да ја штити државата од сите, вклучително и од носителите на високи државни функции. Благодарам. Како чуем за правото, ако е разрешувањето на Советски не е правилно, зашто би било спорно тогаш изборот на заменици генерален секретар, што се дел од надвршното решување на работата на собранието? Индиректно ме прашувате за фантомското мислење на Комисијата за спречување на корупцијата. Комисијата за спречување на корупцијата е синоним од орган кој што представува партиска испостава на ВМРО-ДПМНЕ. На сите случувања во изминативе 3-4 години, на сите објавени скандали, сомнежи за сторен криминал, така наречените антикорупционери, всушност партиски војници на ДПМНЕ, не покренаа постапка против ниту еден носител на висока државна или политичка функција, припадник на ДПМНЕ. Ова е доказ дека воколку тие луѓе имаат минимум човечка, професионална и етичка очигледно немаат, минимум човечка доблест во себе, дека треба да заминат од местата кои што ги држат незаконито. Незаконито во смисол на ваквите криминални мислења кои што за потребите на раководството на ДПМНЕ ги носат. Тоа се луѓе без образ, луѓе без или со образ Џон, кои што очигледно дека должат многу на Никола Груевски криминалното раководство и даваат вакви смешни толкувања на членот 8а од изборниот законник. Не повикани од никого, бидејќи собранието се нема обратено во таа комисија. Значи, ќе мора да бидам за нијанса поекстензивен. Ако е така како што тврди ВМРО-ДПМНЕ, зошто ги поднесе интерпелациите во овој период? Членот 8а се однесува на заснување или престанок на работен однос, не за именување и разрешување на носители на државни функции, како што е господинот Зврлевски, како што се секретарите на собранието. Токму заради тоа сметам дека ова едноставно секој што минимум разбира право, едноставно нема да посвети внимание. Двајца од координаторите на пратеничките групи на ДПМНЕ студираа право по 13 години, веројатно заради тоа што толку долго се задржале на студиите, мислат дека добро го познаваат правото. За жал, толку долго да студира човек е индикација за непознавање, незапознавање на проблематиката.